Екипата на фудбалскиот клуб Тетекс ги стартуваше годинешните подготовки за новата второлигашка сезона. Под водство на тренерот Ивица Јовановски, кој и минатата сезона го водеше клубот, играчите ветуваат оваа сезона да ја зацврстат позицијата во втората фудбалска лига. Оваа сезона за силување во екипата е поранешниот играч во Тетекс, Мирослав Јовановски. Аз мислам дека управата на Тетекс направи напори да го задржи костурот на Тетекс кој што го имаше во прошлата сезона. Екипата сите добро знаат, ја напуштија голманот Беким Реджепи и десниот бочни Енис Дервиши. Другото е све на располагање, се прават напори да се доведат и неколку појачувања за известни позиции во шпицот на нападот како приоритет и на голманската позиција. Можам да се пофалам со фактот дека Тетекс ќе го појача и Мики Јовановски, долгогодишен член на прво на Тетекс, па на работнички, на Брегалница, на доста пореномирани клубови. Он даде согласност дека ќе ги брани боите на Тетекс. Се враќа Ирфан Абази од тешката повреда и тоа ќе ни биде како едно добро појачување. Не застануваме тука, размислуваме за голман. Има доста играчи што се нудат. Такви се случувањата во македонскиот фудбал. Има доста играчи на лагере, сега наши е да процениме кои играчи ќе ги одбереме. Група ентузијасти со голем труд и енергија обезбедија средства за Тетекс оваа година да функционира нормално и да ги почне подготовките на време. Но оваа година фудбалскиот клуб не ја доби очекуваната помош и поддршка од комбинатот Тетекс. Длабоко верувавме дека ќе наидеме на една помош што ни е преку потребна во моментот. Сепак го носиме името на комбинатот. Тетекс е бренд, Тетекс е меморија на Тетово. Имавме, погледите ни беа свртени таму кон комбинатот, меѓутоа доживеавме уште едно длабоко разочарување од таму. Тетекс целосно ни го сврти грбот, не сака да ја познае, да ја препознае ситуацијата во која фудбалскиот клуб Тетекс е во моментов. Мораме да се подсетиме дека Тетекс е основан во тој комбинат, дека е основан од група ентузијасти во 53-та година. Тоа трае повеќе од 60 години и штета е што луѓето од комбинатот не успеа да ја препознаат ситуацијата, а ќе ни беше секој еден, значи било каква врста на помош ќе ни беше од голема сатисфакција за клубот. Меѓутоа, моментално работите се такви какви што се. Добивме негативен одговор, а Тетекс во моментов не го помага фудбалскиот клуб со ниту еден денар помош. Оваа сезона има реорганизација во втората фудбалска лига. Екипите се поделени на две групи, исток и запад, и секоја група ќе има по 10 екипи. Текстилците ќе играат во западниот дел од лигата.